Остануваме на тема деца, но сега ќе зборуваме за повозрасните деца, оние несватените тинејџерите, кои што знаат ето каква главоболка да ни создадат, но темата е адолесцентска депресија. На оваа тема ќе зборуваат Анастасија Илиевска со незината гостинка професор доктор Славица Арсова, психијатар. Добро утро и до двете. Добро утро. Анастасија, сигурна сум дека имаш многу прашања на оваа тема. Претпоставам ќе го анализирате и истражувањето на оваа тема. Јас би сакала само Славица да прашам на почеток дали и колку сериозно кај нас се сваќа депресијата, особено кога станува збор за помладите, затоа што обично, ајде фаза, ќе ти помине, купи си нешто, ништо не ти е. Дали имаме сериозен пристап кон депресијата? Во целост, дали имаме сериозен пристап? Мислам дека да, веќе, заради тоа што неизбежно е да се нема таков пристап. Мислам дека големиот дел од луѓето разбираат до некаде зашто станува збор. Иако во секојдневниот говор може да се злоупотребува тој збор. Иако е тежок. Така да, едно обично нерасположение не значи депресија. Бидејќи депресијата е навистина сериозно ментално нарушување, кое што го нарушува целокупното функционирање на индивидуата. И тука не се лишени ни децата, ни адолесцентите, ни возрастните, ни онаа највозрастната популација, со тоа што има различни обележја и треба да се препознаат од страна на околината. Прво да препознае самата индивидуа, доколку станува збор за возрастен или за повозрастен адолесцент, и да си побара помош. И не можам да кажам во глобала дали постои зголемена будност и свесност на оваа тема, но во однос на глобално, да речеме, клинички гледано, во правец на оние кои што бараат помош, мислам дека се поголем број на луѓе знаат дека во таква ситуација треба да побараат стручна помош. Да, ќе продолжиме токму на оваа тема со посебен осврт на адолесцентите. Во Македонија, според последните податоци, има некаде околу 250.000 адолесцентни, нели станува збор за возрастна група од 10 до 19 години некаде. Меѓутоа, последното истражување кое што го направи токму Универзитетската клиника за психологија, за психијатрија, излезе со едни резултати кои што се доста загрижувачки гледано. Јас од оваа страна ќе ми објасните како тоа изгледа од вашата професионална гледна точка. Вели дека околу 30% од адолесцентите имаат умерени до тешки симптоми на депресивност и анксиозност, а 48,4 или да заокружиме околу 50% од нив изјавиле дека се чувствуваат потиштено или тажно подолг временски период во текот на изминатата година. Потоа имаше уште едно истражување кое што беше исто така доста цитирано, а тоа е анализа на Светска здравствена организација кој што исто така покажа дека секое второ 15 годишно девојче е тажно, а секое трето е осамено. Што ни покажуваат овие истражувања? Дали ни дадоа одговори или ни отворија уште повеќе прашања за каква е моменталната состојба со адолесцентите во Македонија? Одговори не може да се дадат во целост, нели? Прашања да се отворат, да, и евентуално во склоп на тоа да се најдат некои препораки, односно да се обидеме да изнајдеме некои решенија, нели не можеме ние сами. Во тек на последниот период точно ние правевме нашата клиника заедно во соработка со уште една клиника и со УНИЦЕФ, со поддршка на УНИЦЕФ и USAID. Правевме две големи истражувања, едното беше ментално здравје на адолесценти, и второто беше ментално здравје на жени во тек на бременност и после породување. Тие две големи истражувања одеа паралелно и зошто баш ги избравме таа категорија на луѓе, да кажеме, на индивидуи, бидејќи спаѓаат во ризична категорија на граѓани, односно тука се деца, адолесценти, жени и повозрасни лица. И сакавме да видиме дали дали и кај нас се случува истото како и во светот, поточно дали ковидот како стресоген фактор, како травматски фактор кој што го зафати цело население, има значајно влијание токму кај оваа популација, односно ризична група на граѓани, тука се тие деца и адолесценти. Што кажа истражувањата? Истражувањата кажуваат се поклопуваат во однос на ние во светот, дека има раст на анксиозноста и депресивноста кај младите, односно кај помлади адолесценти, средни, да кажеме, и доцни адолесценти, односно повозрастни адолесценти. Тоа убаво кажавте се, нашето истражување опфати деца од основни и од средни училишта. Бројката беше од прилика опфатени околу 500, која што е добра бројка на испитаници, и тоа беа деца кои што беа од 12 до 18 годишна возраст.
и се регистрира присуство на анксиозност и депресивност кај голем број, односно ајде да кажеме значајна анксиозност и депресивност кај речиси 1/3 и повеќе од 1/3 од испитаниците, што е сериозна бројка и која што буквално се поклопува со она што се добива од светот. Дали се препознава тоа што праша Искра, дали се препознава, дали не се препознава, ми се чини дека не толку многу, недоволно многу, ни од старателите, односно од родителите, ниту од останатиот дел од општеството, да кажеме, од наставници, професори, психолози, педагози кои што се вклучени во наставата. Зошто? Бидејќи не се одвесуваат бројките, да кажеме, со оние бројки кои што се добиваат од страна на старателите. Односно дека не се стратифицирани, да кажем, не се компатибилни со она што го изјавуваат адолесцентите. Зошто е тоа така? Неминовно е дека рестриктивните мерки, односно затварањето, влијаат на целокупното, на менталното здравје на сите, но кога станува збор за адолесценти, уште повеќе, бидејќи социјалниот нагон е, да кажеме, тогаш многу изразен во период на адолесценција. Адолесцентите имаат потреба да се дружат, имаат потреба да се заљубуваат, имаат потреба да експериментираат и да припаѓаат на група. Значи да припаѓаат на врсници, да бидат во контакт со своите врсници многу повеќе отколку со родителите, да кажеме, или со другите членови од семејството. Социјалниот нагон е присутен кај сите луѓе, но во периодот на адолесценција уште по-битен и по-нагласен, за разлика од останатите, да кажеме. Така да адолесцентот можеби нема да јаде, ама сака да излезе, сака да биде со другарите, со другарките, со пријателите, со пријателките. И со тоа што вие го затварате дома и му викате дека ти не можеш да излегуваш, не можеш да се дружиш или ќе се дружиш само со ограничен број на луѓе, односно мајка, татко, брат, сестра, му правите една ситуација која што е фрустрирачка, односно не може да си го задоволи таа своја потреба да припаѓа на некаква си група, која што е социјална група, нели, која што ги задоволува тие негови потреби. Ова што го споменавте, потребата од социјализација, дружење, е нормална, една нормална слика на еден адолесцент, меѓутоа како може да се препозне она што е надвор од на нормалното? Нели дали може да се препознаат оние знаци на анксиозност, депресивност, колку долго треба тие да ги има еден адолесцент за да можеме да кажеме дека му е потребна помош, дека треба нешто да се направи. Зборувам за сите родители, баби, дедовци кои што можеби сега не гледаат. Видете, во период на адолесценција се очекувани, да кажеме, промени во расположението. Некогаш може да бидат и на дневна основа, некогаш може да бидат 2-3 дена да биде понерасположен или порасположен, односно да има почести промени на расположението. Тоа е адолесценцијата и адолесценцијата е период кој што е развоен период. Значи е тежак за адолесцентот, заради тоа што адолесцентот тогаш не знае кој сум, што сум и кај сум. И има една значајна несигурност која што ја прикрива понекогаш, односно се обидува да се справува со таа несигурност и немање доволно самодоверба, се разбира. Самодовербата се стекнува со постигнување на резултати дали на академско поле или на некое друго поле, на ниво на план на спорт или на било што друго, но во секој случај адолесцентот е несигурен. Несигурен е како изгледа. Најчесто не си се бендисуваат како изгледаат, нели? Несигурен е како ќе изгледа во своето обкружување, односно дали ќе биде допадлив, недопадлив, дали ме сакаат, дали не ме сакаат, дали ме прифаќаат или не ме прифаќаат, дали ме отфрлаат, не ме отфрлаат, дали ќе кажам нешто глупаво или така натаму. Значи сето тоа прави да адолесцентот сам по себе биде несигурен, односно да нема самодоверба, иако тоа може понекогаш да наликува дека е многу самоуверен, не е така. И е пратено со бројно чувства, мислам со бројни чувства на несигурност, на немање доволно самодоверба и на стравови, се разбира, адолесцентните стравови, кои што не мора да значат дека се нешто што е надвор од нормалното, да кажеме, или дека представува нарушување. Кога е нарушување? Тогаш кога значајно го нарушува неговото функционирање. Односно, ако вие сте имале претходно дете кое што, да речеме, релативно успешно функционира, станува од себе, се спрема, оди на училиште, си ги следи, да речеме, наставниот план или училишните задачи, добро се дружи, си има со другарите, си контактира, некој повеќе, некој помалку, добро се храни и има добар сон. Доколку сето тоа, заради тоа што адолесцентот можеби нема секогаш да ви каже јас сум нерасположен или јас сум депресивен уште повеќе, мислам уште потешко.
или јас немам волја и слично, и може да биде протолкувано тоа од страна на родителите, мрзлив си, не сакаш да учиш, не сакаш да се бањаш, избегнуваш обврски, она што се може да биде тоа и нормално за адолесцентот да не сака толку многу да се бањаат. И да не баш толку многу сака да ги извршуваат, и да учат. И се тоаш кога ќе стане значајно веќе нарушување, односно детето не оди на училиште, избегнува да оди на училиште подолго временски период, има значаен пат во академскиот успех, да кажеме оде некој солиден ученик наеднаш имате вие безброј единици, двојки и слично, многу изостаноци и евентуално одредени поплаки кои што се телесни. Да кажеме бројни поплаки на телесен план, ме боли глава, ми се лоши, ми се повраќа, ме боли стомак, промени во однос на оние навики, значајно нарушување на одржувањето на личната хигиена, значи за поставување, значајно да постојано биде во истите алишта, да не спере, да не се бања или да не се исхранува, или да избегнува да се исхранува или па да јаде прекумерно, да премногу спие или да не спие воопшто. И да тоа го нарушува целокупното функционирање, не само во училиштето, и во домот, и во социјалната средина. Значи да ги избегнува контактите, да ги избегнува другарите, иако го викаат да излегува, да не сака да излегува, да не им се јавува, да не одговара на пораки. И доколку тоа трае малце подолго време, и тоа не може да биде невпечатливо, односно незабележливо. Дури и да е резултат на некоја адолесцентна криза, повторно треба родителот да биде буден и да побара помош, па и да му кажат дека добро е, детето е добро, ова е криза, ќе се надмине, ќе помине и така натаму, но да не се поставува, затоа што па тоа води кон друго ризично однесување. Води кон псевдообиди, односно лажни обиди за самопомош, тоа е алкохол и супстанци. И се на ова, кој ќе се накалеми и ова другово, потоа веќе е малце потешко за третман, да кажеме, за било каков, дали е психотераписки, дали е фармаколошки, веќе имаме и друго нешто кое што треба да го третираме, односно да кажеме влегување во едно ризично поведение, кое што може да води до зависност и до многу други работи. И психолозите и психијатрите, Славица, уште за време на пандемијата најавува дека допорва ќе се гледат последиците, очигледно ова се тие последици. Сега зборуваме за семејството, не е лесно на тинеџерите, но не е лесно и на родителите. Прво додека станеш родител веќе си заборавил како било кога си бил тинеџер. Освен тоа, низа проблеми и финансиската ситуација. Некои работат по 2-3 работи и реално немаат време, а некои пак се премногу заштитнички настроени кон децата и не сакаат да ги согледаат. Мене ме интересира семејството, да, но што е со училиштето? Те немаат само образовна улога, училиштето има и воспитна улога. Имаат. А училиштава 1000 кусур деца со еден психолог. Да. Да, и тука игра ќе би се надоврзала нова прашање врсничкото насилство, кое што претпоставам дека има и удел во оваа слика која што имаат адолесценти. Во оваа слика, во ова истражување имаше посебен осврт на ризик фактори, односно кај кои деца повеќе, односно кај кои адолесценти се позагрозени. Се разбира дека се адолесценти со понизок социоекономски статус, самохрани родители, адолесценти каде што има партнерско, врсничко или семено насилство, оние кои што припаѓаат на семејства каде што има некоја хронична болест во семејството, значи дали е тоа ментална или телесна, се едно, ама кои што се справуваат, да кажеме, исто таа хронична болест, или оние кои што доаѓаат од семејства каде што има некакво си душевно расстройство, сите тие се како поризични адолесценти. Колку може тука, колку им голема улога играат ова наставниот кадар и вклучувајќи психолози и педагози, имаат огромна, но за жал нема доволно, се разбира, има само по еден психолог и педагог, да кажеме, и во основните и во средните училишта, што е навистина премалку, бидејќи не можат они едно интервју да направат со децата, а камоли па нешто повеќе од типот на групна работа, индивидуална работа и слично. Треба да се работи, тоа е, мислам, само тоа е решението. Самите професори исто така може да препознаат и да алармираат и до нивните психолози и педагози или до родителите, што е првата работа што мора да ја направат, но прво мора да препознаат. Многу често наставниците не препознаваат, исто како што и родителите не препознаваат, доколку има некакво било какви промени кај детето или кај адолесцентот и непрепознавање на она што го спомнавте, насилството. Дали доаѓа дете кое што доаѓа од дома кое што трпи семено насилство или дете кое што е жртва на врсничко насилство. Не се препознава ни од децата,
ни од адолесцентите, ни од поширокото обкружување или не се препознава доволно, можам да кажам. Бидејќи кај нас па не се препознава, да кажеме, особено она кое што се вика вербално или психолошко насилство, значи бројни навреди, упатени, врзани со било што кон некоја индивидуа која што е жртва. Често пати не се препознава и се третира како нешто што се минимизира, да кажеме, неговото значење. Ајде што има врска, они се деца, они меѓу себе ќе се разберат, па ништо не е тоа, што ако му кажал, што ако му прифрлил. Исто како што не се препознава и партнерското, значи секој збор од типот на псуење, навредување, омаловажување и игнорирање на тугите, да кажеме, потреби, желби, навики или достигнувања е насилство. Но тоа не се препознава и на партнерско ниво. Нека што има врска, ти ништо не знаеш, ќути се ти, јас да кажам и така натаму, тоа е исто насилство, но не се препознава во средината доволно колку што би требало, односно евентуално за насилство може би се третира само доколку има физичко насилство или сексуално. Многу пати знаеме да слушнеме дека во наше време поинаку се постапуваше, па ќе пораснат, па деца се, па секој дете така се однесува во тој период. Дали сега времињата се сменети од аспект на тоа дека самиот свет во кој што живееме малку подинамичен, па можеби ваквите ситуации се почести, зборувам за анксиозни и депресивни моменти. И дали тоа значи дека треба да забораваме на стариот начин на размислување? Деца се ќе поминат, ќе биде подобро, нормално е така да се однесуваат и во наше време така беше, или треба да се најде друг начин, друг пристап како да им се пристапи на децата и како да им се пристапи можеби на повозрасните кои што се во постојан контакт со децата? Се разбира дека се е сменето. Променети сме ние, променети се родителите, младите родители да речам, и во склоп на тоа се променети и децата уште од најрана возраст, значи уште од доеначката возраст и понатаму предучилишни и училишен период. Тоа не значи дека се поболни отколку порано, но едноставно се судираме со различни психолошки промени. И кај родителите кои што треба да се грижат за децата, и кај оние кои што се, да речеме, и тие се некои родители, и тие се на ова потекнуваат од некакви семејства, имаат некакви обуки, значи зборуваме и за предучилишните установи, односно тоа се градинките и во училиштата. Дали треба се да се нормализира, се разбира дека не. Значи не можеме, нити па треба да се психиатризира. Односно било каква промена кај детето не значи дека е тоа психиатриско нарушување. Дали станува збор за мало дете, дали станува збор за поголемо дете или за адолесцент, но не треба исто така и да се игнорира, односно да се минимизира. Што е различното? Различното е во се, различното е, мислам, тоа е една голема тема. Начинот на живот е различен. Барањата од средината се многу зголемени и за возрастните, и за адолесцентите, и за децата. Се е позабрзано, се разбира, и се е дигитализирано, што од една страна има предности, значи можеме да бидеме во контакт со бројни информации на полесен начин или да стапиме во контакт со луѓе, некои кои што не се во државата, да кажеме, на полесен начин, односно на поевтин и побрз, но од друга страна се разбира дека и тоа и своји ризици за нарушување на оно што го спомнавме на почетокот. На директен контакт лице во лице, и тоа не само меѓу децата, меѓу врсниците, туку истото се случува и родител-дете, родител со пријатели, пријателки своји, бидејќи детето учи по модел. Значи, ако вие дома сте постојано на лаптоп, на телефон или на нешто друго, или, не знам, имате одредени навики во животот, детето учи по пат на модел, не само тоа што зборувате, туку тоа што го правите. Ако пред вас има, да речеме, книги, тоа ќе знае дека, односно ќе се обида, ќе се заинтересира и да разгледува книги од најмала возраст. Доколку вие сте дома, се дерете, викате и се навредувате меѓусебно, истото ќе го прави и он. Така, доколку имате шишење со алкохол на маса, тоа значи дека е тоа нешто кое што е нормално и кое што е, да кажеме, еве за адолесцент сосема нормално и прифатливо да секојдневно се пијат по 3-4 чаши. Така да дали постојат промени, се разбира дека промени постојат, но има некои работи кои што се универзални. Тоа е дека менталното, секој има право да биде здрав и на телесен и на ментален план, дека семејството е тоа кое што е базата за еден здрав развој на детето. Пред се во првата година мајката, се разбира дека и таткото или оние кои што се грижат за децата, и тоа не подразбира само грижа околу храна, вода и
пелени, да кажеме, или облека, туку тоа подразбира вистинска грижа, односно приврзување со детето, особено во тек на првите неколку години, многу значајно емоционалното приврзување со детето, следење на неговите потреби и се разбира и своите, доколку мајката или таткото не се здрави, не се чувствуваат добро, не може детето да му биде добро. Прво треба да се погрижите за вас, а потоа за вашите деца и потоа вклучување, односно интеграција со сите оние структури, тука е не само Министерство за здравство, Министерство за образование, Министерство за труд и социјална политика, односно грижа за оние кои што работат со децата. Не може вие да очекувате од наставен кадар во предучилишна установа или училишна да биде да препознава или да работи онака како што треба и со малите деца и со поголемите, доколку вие не се погрижите за нив, доколку општеството вика не сте ми битни, тогаш значи образованието не ми е битно, односно дека не ми се битни децата. Значи се многу важно да видим да пораката која што е праќа општеството да биде дека да, многу се важни учителките кои што работат во градинка, да, многу се важни учителките и професорите кои што работат во основно училиште и средно училиште и тогаш детето ќе сака, односно ќе има добар контакт, добра врска и со тие и ќе го почитува утре други дени математика, македонски, природни науки, што и да е. Заради тоа што таа е пораката, така и родителот ја праќа таа порака и на тој начин се зајакнува таа врска, да кажеме. Може да бидете одличен, но доколку од дома пораката е дека тоа не е важно, не може да направи никаков контакт. Тој наставник ни со помало дете, камоли со адолесцент. Да, убав завршеток на целиот разговор, оваа порака што ја пративте, колку се важни не само семејството, туку сите оние кои што се во контакт со децата. Мене сега ми доаѓа постојано една реченица која што така некако врежена нешто во нашиот менталитет. Прво кој ќе дојде дете или од градинка или од училиште, првото прашање е дали јадеше. Што значи веројатно треба почесто да го прашуваме како си, отколку дали јадеше. Тоа е најважното прашање, кое што многу ретко се поставува. Многу ретко родителите се ги прашуваат децата како се чувствуваш. Многу ретко се прашуваат и меѓу себе, многу ретко се прашуваат и сами со себе, односно најчесто прашањата кои што си ги поставуваат што направив денес, што завршив или не завршив и така натаму, многу ретко да како се чувствувам јас денес и зошто се чувствувам така, кога станува збор за родител дете како се чувствуваш. Е многу важно прашање што многу ретко се поставува, туку најчесто е нели тоа дали јадеше, дали не јадеше и дали ти спраша, не ти спраша. Како помина да кажеме однос на што не викам дека не е важно, арно е многу важно да ако детето влезе од врата и ако вие видите дека детето има лицева експресија која што одразува тага, да го прашате и да, доколку не одговори, пак да го прашате, и пак да го прашате, и пак да го прашате, и да, а не во вид на испрашување се разбира, но да допрете до тоа како се чувствува тоа дете, што е многу важно. Дека има некој што се грижи за него. Анастасија, како си после овој разговор? Јас секогаш сум добро кога разговарам на вакви теми, бидејќи ми отвара места, видици кои што треба да им посветиме поголемо внимание, затоа огромно благодарам што одвоивте време за нас и за нашите гледачи.